Стандардно повестите во 10 часот рубриката Собраниски брифинг. Мојата колешка Весна Велкова Тодоровска веќе е во собранието, а денешен нејзин соговорник е Мирче Аџиовски од ВМРО ДПМН. Весна, добро утро. Што е во фокусот на денешниот собраниски брифинг? Добро утро и од мене, Криса, за нашите гледачи. Во фокусот се неколку закони. Ќе разговараме со господинот Аџиовски, нели како што и самата рече, тој е пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, но ќе поразговараме и за партиски теми во пресред на локалните избори, нели тие се и најинтересните, но ќе поразговараме и за Националниот совет за евроинтеграција кој денеска заседава овде во собранието и гостин ќе биде вице-премиерот за надворешни работи Никола Димитров. Добро утро, господин Аџиовски. Добро утро и од мене, благодарам на поканата. Така, денеска има 3 комисии. На една од нив е и законот за постапување со бесправно изградени објекти. Тој закон е во второ читање. Оној закон спорен што дигна голема бура во јавноста, законот за легализација на дивоградбите е повлечен, сега овој се продолжува. Што се предвидува со ова продолжување на овој закон? Измените на, да речам, стариот закон за легализација се наметна од потребата за продолжување на рокот во кој што општините беа должни да ги решат доставените комплетирани барања од граѓаните. Значи, тој рок беше до 3 март 2021 година. Значи, идејќи, како што каже и Министерството за транспорт, излезе со информација дека има околу 130.000 нерешени предмети од граѓаните. Тука се наметна потребата за продолжување на тој рок, за да можат општините да постапуваат по предметите што се доставени до нив. Продолжувањето на рокот е најголема доказ за, да речем, неспособноста и неработењето и на централната власт, а секако најмногу на локалните самоуправи, посебно во овие 4 години. Најголемиот број на градоначалници се од редовите на СДСМ, кои што гледаме дека не ги решавале предметите стоеле по фиоки, не се решавале и дојдовме до ситуација да мора да се бара продолжување на рокот за наредни 5 години во кој што општините ќе можат да излезат во пресред на граѓаните и да ги решат нивните комплетирани, а не решени предмети. Градежни проблеми. Молим? Градежните проблеми. Да. Елаборатите за легализација, значи комплетирани барања со елаборати за легализација, меѓутоа не решени од неработењето на локалната самоуправа. Министерството за транспорт и врски најава нова верзија на оној закон за легализација. Кога очекувате да биде тоа во собрание? Тие се доставувачи сега, кога ќе го достават, се уште не знаеме, меѓутоа ние сме спремни да го видиме тој закон, да видиме што се нуди во тој закон, дали е добар, дали е подобрен од претходниот закон, затоа што тие се поднесувачи, секако ние како опозиција ќе го разгледаме и доколку е во интерес на граѓаните и има потреба, од тоа ќе го поддржиме. Секако ние ќе ги слушаме граѓаните и јавноста за тоа дали ќе го поддржиме или не и секако предлогот што ќе стигне да видиме дали е издржан или не. Така. Зелената боја денувува некако многу е атрактивна и актуелна. Денеска во собранието на Законодавно-правната комисија имаме еден, да го наречеме, зелен закон. Тоа е законот за прогласување на делови од Шар планина за национално заштитени подрачја. Околу овој закон не ве прашувам, но ќе ве прашам како коментирате, значи, ребрендирањето на ДУИ со нивната нова селена агенда. Дали ДУИ ќе може, зашто Шар планина, нели знаеме какви све проблеми имаше, ќе може со новата агенда да ја заштити оваа планина и сите оние други ред работи за заштита на животната средина? Така, точно. Денес на Законодавно-правната комисија е предлог законот за прогласување на делот Шар планина за национален парк. Тоа е еден добар закон, мислам,
и потребен за да се спречат одредени девијантни појави што се јавуваат на тие простори. Затоа ние како пратеничка група на второто читање во Комисијата за транспорт и врски во амандманската расправа доставивме 11 суштински амандмани со кои произлегува од барањата и потребите на граѓаните кои живеат на тие простори. Меѓутоа, министерот за екологија не најде за сходно да од редовите на ДУИ, не најде за сходно да прифати ниту еден од тие суштински амандмани кои произлегува од потребите на граѓаните. А од друга страна гледаме дека ДУИ денови излезе со зелената боја, со нов предлог како зелена партија. Реално не знам што да очекуваме од партија која што 16 години ги води овие клучни ресори во екологијата и во тие 16 години се направени најголемите еколошки проблеми и сега да очекуваме од таа партија дека тие проблеми ќе ги решат што ги створиле самите. Верувате ли дека ДУИ навистина се откажала од својата етничка матрица на сметка на екологијата? Видете, има една народна поговорка што најдобро ќе го разјасни ова што се случува со ДУИ, а тоа е дека волкот го менува влакното, но умот не го менува, така да не верувам дека ДУИ ќе се откажи од нешто во тој дел, затоа што тие 20 години ја градат својата политика баш во меѓуетничките односи. Но има и друга народна поговорка која вели се случуваат и чуда, нели? Па да се надеваме дека ќе се случат чуда и да се надеваме дека вистина ќе се ребрендира ДУИ во зелена партија. Искрено не верувам во предсред на локалните избори, недела 4-5 месеци уште до локалните избори, каква е агендата на ВМРО ДПМН? Дали подготвува нешто вакво бомбастично како ДУИ? Ако мислите на вака бомбастично како предлогов што е од ДУИ, борба за локалните единици е навистина голема, така. Не планираме некое вакво бомбастично изненадување како ДУИ. Ние имаме ќе излеземе со сериозна понуда на кандидати за градоначалници и советници и сериозна програма која што идните градоначалници ќе реализираат во нивниот 4-годишен мандат, да не се доведиме во ситуација како сега, во кој што гледаме дека градоначалниците на СДСМ едно ветуваа пред избори, има ветувања, но после 4 години гледаме дека од нивните ветувања на терен нема ништо. Значи се очекува така жешка борба, жешка есен во предсред на локалните избори. Во меѓувреме овде македонскиот државен врв води битка и за одржување на меѓувладината конференција на која Македонија треба да го добие датумот за почеток на преговорите. Денеска имаме и национален совет за евроинтеграција заседава. Што очекувате вие од оваа засилена офанзива на македонскиот врв? Се најавуваат саредби со државниот бугарски врв. Дали Македонија ќе успее да го добие, односно да го смени ставот на Бугарија, нели? Националниот совет, морам да истакнам дека го води кадарот ВМРО ДПМН и тој национален совет до сега беше кочен, неговото формирање, ова му е прва седница, до сега беше кочен заради да опозицијата се остави на страна во овој процес, како и претходно. Никој не верува во преговарачките способности, ниту јас, ниту некој во Република Македонија, во преговарачките способности на оваа влада. Ги видовме нивните способности во претходните преговарања и видовме на чива штета од тие преговори, така да не се надевам дека ние ќе издействуваме нешто. Можно е да имаме само уште едно ново национално понижување, што тоа секако не смее да се дозволи да го има македонскиот народ. Ѓиовски, јавноста веќе слушна за португалскиот предлог за надминување на спорот Македонија-Бугарија, потегнат од бугарска страна. Некако не слушнавме што содржи овој предлог. Па искрено никој... Дали насетувате нешто вака од партиски анализи, што би можело да содржи овој предлог?
Искрено, само се нафрлаат некои работи од страна што содржи тој предлог, меѓутоа никој нема официјално, ево од владата нема доставена информација ниту до нас како опозиција, ниту до јавноста што содржи тој предлог, португалски предлог. Јас не би сакал да се доведеме во ситуација да преговараме за јазикот, за идентитетот, меѓутоа водејќи се од тоа дека Зоран Заев едно зборува, друго преговара, како што видовме и претходно, се надевам дека нема да се дрзни да отвори нешто што за македонскиот народ ќе значи едно ново национално понижување. Премиерот Зоран Заев многу пати досега повтори дека во последните преговори или од секогаш не се преговара за македонскиот национален идентитет и за македонскиот јазик. Но од друга страна, еве Европа не гледаме дека никако ни е во последно време наклонета, иако се бутка ова агенда за Македонија да ги добие преговорите или датумот за почеток на преговорите. Има неколку средби што би можело македонскиот државен врв да се сретне со бугарскиот. Тука имаме јунскиот самит на Европската унија на 22 јуни, но пред тоа имаме на 17 јуни самит во Анталија, 14 јуни самитот на НАТО во Брисел ќе се одржи. Можно ли од овие 2-3 самити пред 22 јуни да се осети некако расположението на Бугарија и на Европската унија? Па конечно да го добиеме, или тој долго очекуван? Ќе се вратам на почеток на вашето прашање. Ние, Зоран Заев кажуваше дека нема да го промени името, но го промена, така да сега кажува дека не разговара за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет, но по тоа не верувам ни јас, ни македонскиот народ дека тоа се случува, да се надеваме дека нема да се случи тоа. Бугарија не верувам дека ќе отстапи од своите позиции, посебно не кога од другата страна има преговарач кој нема позиции, нема црвени линии, за кого се е прифатливо, само за да се остане барем и уште еден ден повеќе на власт. Ова е и крајот на нашиот разговор, господин Аџиевски. Ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам на поканата. Студио, ова беше нашиот разговор со господинот Мирчо Аџиевски од редовите на ВМРО ДПМН.